не може да биде пристапот за сите земји подеднаков. Јас разбирам дека нивната грижа е буџетскиот дефицит, меѓутоа нашата грижа треба да биде животниот стандард и на пензионерите. Што значи тоа? Ние имаме многу пензионери кои што се од периодот на транзицијата, кои што имат многу ниски пензии. При тоа, политиките кои што ги водеше претходната влада направи голем, уште поголем јас помеѓу најниската, и како резултат на тоа ние сметаме дека со оваа одлука која што ја донесовме, ја исправаме таа неправда која што е направена и го подобруваме животниот стандард на пензионерите. Вага се. Прво, навистина има пензионери кои што имаат, можам да кажам слободно, недостоинствени пензии и недостоинствено ги поминуваат пензионерските денови. Но има и пензионери кои што земаат по 3-40 денари пензија. Вие линеарно ги изголемивте пензиите еднашка за 2500 денари, сега од април уште еднашка за 2500 денари на сите пензионери. Со што дополнително го зголемивте буџетскиот дефицит, го оптоваривте буџетот и тоа некој ќе треба да го плати. Дали ќе го платиме ние, новите генерации, преку задолжување, или ќе го плати бизнисот сега преку поголеми давачки, даноци и така натаму, фактот останува дека вие ја гушите сопствената економија за да остварите популистичка мерка која што е од 3-40 денари па нагоре, не значи ништо. Че вие требаше да поставите една граница кај што има пензионери кои што земаат недостоинствена пензија, па дури и повеќе да им дадете поголемо зголемување, а останатите кои што може да го поминат месецот со тие пари, со тие примања кои што ги имаат, едноставно да не ги зголемувате тие пензии. Но вие знаете дека во оваа држава оние кои што гледаат вести, оние кои што се најголема жртва на вашата пропаганда се токму пензионерите. Вие знаете дека тие се и најверното гласачко тело, пошто пензионерите во најголем процент од сите старосни групи во држава излегуваат да гласаат на избори. И вие тоа смислено го направивте. Смислено ги оштетивте новите генерации со цел да спроведете популистичка мерка која што на крајот од денот на сите ќе ни се удри од глава. Затоа беше толку глуп, можам да кажам слободно, одговорот на министерката. Вие се што правите е само за да добиете глас повеќе на локалните избори. И тоа го плаќаат сите граѓани во оваа држава. А вашите лични хирови,